Се уште не се знае дали СДСМ ќе даде поддршка на законот за прекршоци од кој зависи и стартот на Safe City. Повеќе новинарски прашања ниту денеска не извлекоа прецизен одговор од опозицијскиот лидер. Тој повторно констатираше дека со оваа влада не можело да се напредува во реформите без прецизно да одговори на повикот на премиерот Мицкоски да се вклучат во работните групи. Гледайте, на граѓаните треба да им е јасно. Со оваа влада нема реформи. Се е една лажна пропаганда со цел нивните бизниси во позадина да тераат. Нема збор за сомнителниот капитал од Алта банка, нема збор за тендерите, 161 тендер, милионски тендери за компании вчера регистрирани на луѓе блиски до ВМРО ДПМН, средби со луѓе на вице-премиерот, со луѓе блиски до Путин. Премиерот кажува реформската агенда. До сега требаше многу работи да се случат, за жал разоткриени се, а ние сме тука во собранието. Апсолутно ќе поддржиме се што треба да се поддржи за да земјата тргне напред. За владата политиката на Филипче е деструктивна и неразбирлива. И денеска повикаа на конструктивност и поддршка за законите кои бараат квалификувано мнозинство. Гледате кој е опозиција? Опозиција е СДСМ кој што влегува во една целосна деструктивна кампања која што морам да признам дека не ја разбирам. И тука е ДУИ кој што се сеќаваме добро што се случуваше кога тие беа на власт. Се надевам дека ќе се опаметат и дека законите, особено оние кои што се двотретински, особено после ветувањето на лидерската средба, ќе бидат изгласани во собрание. На средина од минатата недела премиерот Мицкоски свика лидерска средба на која само столчето на Филипче остана празно. Лидерите се договорија работни групи во собранието заеднички да работат на законите од реформската агенда и да дадат поддршка на законот за прекршоци. Александар Спасовски, Сител телевизија.